Здраво на сите, добредојавте во Токен Падок Македонија. Голема чест и задоволство ми е да го најавам мојот гостин Владко, познат како Татунчо. Овој пат тој на гостување кај мене на мојот канал Токен Падок Македонија. Овој разговор што ќе го водиме со Владко нема да биде во форма на интервју, туку напротив, ова е тоа што го најавив, серијалот од подкасти што ќе ги правиме за биткоин. На овај прв подкаст, на оваа епизода, ќе зборуваме од почетокот на монетарниот систем. Затоа што пред да почнеме да навлагаме во биткоин како финансиско средство, ние мора да разбереме како економијата функционира, што се пари, што се фиат валути. Исто така ќе зборуваме за економските школи, односно правци во економијата, и секако за почетоците на биткоин во оваа епизода. Владко, добре дојде во Токен Падок Македонија. Здраво Дарко, добро те најдов. Фала за оваа прилика да поразговараме на овие теми кои што ти се драги на тебе. Супер, одлично. Владко, прво прашање, пред да навлезиме. Што се пари, Владко? Пари е многу едноставен одговорот, истовремено е многу сложен и затоа ќе ми дозволиш малку да го дадам контекстот во кој што се имаат појавено парите. Оноку кој што ја познаваме историјата ние, а официјалната историја се датира некои 6000 години, имаме две настоки на движење на човековата историја. Тоа е цивилизација и родова заедница. Цивилизацијата е се оно што значи град или населено место каде што се е организирано внатре, имаме тука пољодели, имаме сточарство, се е на едно место, имаме економски односи во таа заедница. Сега, тие економски односи подразбираат потреба од средство преку кое што ќе се вреднува, ќе се даде вредност на она што значи роба, услуга и така натаму. Од друга страна имаме родова заедница во која што таквото нешто не постои, затоа што луѓето во суштина не работат нешто посебно, се многу повеќе посветени на пеење, на забава, на уживање, на седење покрај огнот, раскажување приказни, работат некои си саат, два дневно, тие работи се поврзани повторно покрај околу секојдневните обврски, значи да се запали огнот, да се изготви нешто за јадење, да се наберат плодови за храна, да се улови некој животно и така натаму. Тие се две паралели кои што одат до ден денешен. И денеска имаме ние родови заедници, дали се тоа по прашумите во Амазонија или по некои племиња како што се во Африка или во Австралија, значи се уште ги имат тие заедници во кои што поимат пари. Нити постои, па нити имаат потреба од него. Додека она што значи цивилизиран свет има потреба од поимат пари. Сега, зошто постојат парите? Некој ќе рече, ама тоа е средство преку кое што се означува вредноста и сега ни овозможува полесно да ги разменуваме добрата. Тоа е до некаде точно, но уште поточно е парите постојат затоа што системот мора да има единица мерка во своето сметководство со кое што ќе ни наплати данок. Значи, а системот, за да ни наплати данок, мора да значи дека ние имаме некаква обврска спрема системот. Сега, за да не бидеме многу абстрактни, ќе алудирам на еден подкаст, македонски, доста популарен, доста гледан, доста следен, каде што двајцата водители и гостинот, обично во понеделници, сега мислам дека во лето не одат, ама во понеделници, зборуваат за тоа колку државата може да наметне, колку државата може да ги искористи своите средства, полиција, војска, не знам што, УЈП, при тоа заборајќи да кажат што е држава. Држава не е власта, туку власта е само една од компонентите на државата. Државата е територија, население и власт. Со тоа што гледаш, луѓе прават подкасти и само делот, што значи власт, мала група на луѓе кои што владеат, и ја поистоветуваат со државата. Државата сме и ние, државата сме јас и ти. Каде да сме, во која држава да сме. Ние плаќаме даноци, ние партиципираме во животот и ние сме државата. Што значи?
Она што јас мислам дека постои е суптилно наметнат систем од секогаш, кој што го организирал животот на едно место, почнувајќи со она што полјопривреда, полјоделство, земјоделие, сточарство и околу тоа се организира, значи, производство на храна на едно место и тука се организира животот. И сега се создаваат најразлични односи, занаечи, уметници, јавна администрација, едно друго, и треба да се разменува. И за да може да се разменува, и тие што се горе на власта, обично една мала елита, викаат, се што ќе биде размена помеѓу вас, ние онака ќе си седиме горе на тронот, 20% е за нас. Тоа ние го викаме во денешно време ДДВ. Парите се појавени за да може таа мала елита да го изрази тој мал процент во наводници, кој што ќе го собира од нашиот труд, кој што ние го даваме целосно, ама 20% некако припаѓа на нив. Всушност, тоа се парите. Значи, дел од трајната вредност, односно средство со кое што се обележува трајна вредност. Така. Тоа сме го правили муавет и претходно, значи нешто со кое што, кога ќе обележиш вредноста, таа вредност останува за секоја забележена. Тоа се пари. За разлика од она што, нели, подолго време кај нас од цивилизацијата се употребува, тоа се валутите, претпоставувам. Натаму сакаш да оди прашањето што се валути за разлика од пари. Валутите се средство за размена, значи ги прави сите оние функции кои што ги прават и парите, со тоа што никогаш не се траен запис за вредност. Односно, вредноста на валутите е релативна и зависи од тоа покрај што се врзани. Дали тоа е злато, што значи ако немаме злато, валутата која што е врзана за злато ќе биде безвредна. Дали е тоа нафта, дали е тоа БДП, дали се тоа други производи, значи или е едноставно доверба дека економијата ќе произведе нешто, тоа е најкласичната дефиниција на оно што се нарекува фиат валути, што значи она што помага да се, односно уште поедноставно, Дарко, нешто што државата одлучила, односно власта одлучила по декрет, по закон, да го наметне како средство за размена. Ако ја погледнете банкнотата на $1 вели или на $3, на неја пишува This is a legal tender. Значи официјално средство за плаќање на данокот. Повторно се враќаме на тие 20% кои што мораме ние на таа елита горе да им ги дадеме по основ на данок. Мислам дека добро им објасни вака на нашите гледачи. А јас морам уште еднаш, секогаш ги подсетувам кога веќе зборуваме нова тема, јас секогаш ги подсетувам за книгата што ја напиша, Фундаменти на криптоиндустријата. Не измислив топла вода, едноставно ги стави вработите онака ги напишав како што се. Мојата задача беше да ја направам да биде по-компактна и да можем да ги фатам сите сфери, почнувајќи од економијата и нормално во криптовалутите, на влагање таму. Но јас пишав многу едноставно, најкратко, што е фиат валута, не знам дали се гледа, и тука, и пари, разликата. За секој еден, многу едноставно, во 2 реченици, значи фиат валута е нешто што сега ти го спомна, го зборуваше, како средство за размена на добра, на услуги, а пари е нешто што има и задржува вредност со тек на време. Кога веќе зборуваме за овај фиат систем, ќе мора да се навратиме малку назад и да се подсетиме низ историјата, како нашите предци функционирале, затоа што ние изборувавме кај тебе на еден подкаст, имавме каде што зборувавме исто така за монетарниот систем и историјата на монетарниот систем, но меѓутоа ние ова накратко сега го правиме во интерес за да дојдеме до главната тема на биткоин, зашто во денешно време биткоин презентира пари во буквална смисла на зборот и комодитет исто така. Но меѓутоа јас и ти сега да се вратиме малку назад, односно многу подалеку назад, од почетоците, на пример, кога луѓето користиле вистински пари, а тие вистински пари се злато и сребро.
последното користење на злато и сребро, сега ако се вратиме добро назад во историјата, значи во оние банки во Ренесансата кои што ги имале флорентинските, дженовиенските и венецијанските семејства, каде што буквално она што се разменувало биле златни флорини, златни динари и така натаму. После тоа ми се чини дека во еден од нашите подкасти, исто на твојот канал, кажав дека е поврзано со еден од англиските владетели, каде што тој буквално банкротира и банкарите доаѓаат и викаат: види сега, ние имаме решение за твојот проблем, ќе ни дозволиш ние да ги издаваме парите, со тоа што ние ќе ти позајмеме на тебе, да речеме 1 милиарда, ама ние ќе испечатиме 2 милиарди, што значи едната милиарда е реална, другата ќе биде фиктивна и ние ќе ја пуштиме во оптек. И сега што прави фиктивната милиарда? Фиктивната милиарда почнува да сее по економијата, девалвирајќи се што значи ако кило компи чинило, не знам, вредност 10, со време бидејќи е фиктивна валута станува 11, 12 и почнува да ја сее таа вредност и ја враќа назад. И практично во случајов кој единствено профитирал биле банкарите. И сега тоа почнува значи тие дале гаранција во форма на хартија. Тоа се чекови, меници, кои што немаат никаква вредност. И сега со време сватиле дека е многу покомотно. Значи, ајде ќе го чуваме златото во нашите трезори, во банкарските трезори, таму е сигурно безбедно. А она што ќе циркулира како средство за размена ќе бидат овие меници, овие ноти, белешки, банкноти. А нотата е од банка и станува банкнот. Сега тука имам еден куп такви банкноти, некој ќе ги погледне пари, ќе помисли дека сум многу богат. Се надевам дека ќе најдам најголемата вредност. За жал го има ликот на Никола Тесла на себе. Да се види убаво. 5 милиони. 5 милиони, да. Овие 5 милиони, мислам дека ако некој своевремено отидеше во српска, значи, односно од СРЈ, ако отидеше во продавница, мислам дека едно кесе на мирници немаше да купи. Толку беше девалвирана ова банкнота. Значи, јас сум страствен собирач на вакви стари банкноти, кои што, самиот факт дека сега се безвредни, покажуваат дека сето тоа не означува вредност, тука е средство за размена кое што одредена сила, најчесто власта, преку своите институции го турка, а за размена добива реални вредности, добива труд, добива услуги, добива производи, што е реална вредност. И јас мислам дека тука доаѓаме до зошто таа родова заедница која што ја спомнав на почетокот е многу поважна и поприродна, затоа што таму вредноста е таа која што е значајна и никој нема да се полаже нити дури ни по парче злато, туку по се она што може да има практично значење во секојдневниот живот. Колку ваквите валути, Дарко, се безвредни, да земеме една работа од поп културата, предпоставувам повеќето од оние кои што ја гледаат ова емисија имаат гледана серијата Наркос, која што е правена по реални настани, по вистински настани. Има една сцена од животот на Пабло Ескобар кај што се крие, каде што имал во различни куки скриени неброени количини на долари, значи во физичка форма. И во таа вечер во која што се кријат, тоа е со семејството, нели, и неговата ќерка и е ладно, почувствува студ. И за да ја стопли својата ќерка, Пабло Ескобар гори неколку милиони долари таа вечер. Толкава е вредноста на тие така наречени валути. Пали оган од фиат валути. Така. И претпоставувам дека економијата нема крахирано заради тоа што има западено толку фиат валути. Ова економија, за сите да прецизирам, е од 17 век, датира ова економија што живееме денес. Значи веќе се одржава неколку векови и сега сака да се трансформира, али тоа понатака ќе дојдеме во видео. Два големи проблеми во ова економија. Првата е креирање на долг.
односно вадење на пари, односно фиат валути од воздух. Тоа е првиот најголем проблем што го живееме. И втора работа е централизираноста на самата економија, на движењето на фиат валутите, движење на ресурси, на услуги, производи, било што. Значи, овие се две најглавни работи и најголеми проблеми во оваа економија. Јас лично не гледам проблем кога во економија би ги немало овие две работи. Кога таа економија би била на децентрализиран начин и кога економијата би била едноставно оставена на слободните пазари за луѓето да одлучуваат што е битно, што не е битно, колку е вредно, но исто така да нема во таа економија креирање на долг, односно пари од ништо. Затоа што јас сметам, и затоа ќе дојдеме во економските школи и ќе навлеземе во видео во понатак во австријска школа, и јас исто така сметам, моje мислење дека мора, ако се извадат нови фиат валути, ако би биле во еден систем ваков, каде што нема долгови, ова сега што го спомнав, и каде што пазарот би бил слободен, децентрализиран, во тој случај фиат валутите нема да бидат фиат валути, туку тие ќе бидат вистински пари. Затоа што во тој случај ние ќе имаме реална вредност за одредени услуги и за одредени производи што ги имаме во општеството. И затоа, кога се враќаме наназад низ историјата, пред да почнат овие централисти, човештвото меѓу себе тргувало со размена на стока и како што спомнати во воведот исто така, на тој начин не ни знаат за пари, така. Но меѓутоа, понатака се појавила можноста и потребата кога веќе се правеле поголеми размени, за да не се направат само размени на одредени добра, туку едноставно да се има замена за пари. И тие први пари во човештвото што биле металните, односно со благороден метал, злато и сребро. И после понатака веќе знаеме историјата каде што и Римската империја после од тие кованици на злато и сребро, сребрениците после стават други метали внатре, среброто се намалува внатре, унците на сребро се намалува, односно се девалвира. И после идеме на ова хартија безвредна, што моментално и тие презентира пред малку. И тоа е главниот проблем. Јас сметам, како што реков, значи кога би се отстраниле овие две работи, мислам дека во тогаш општеството би живееле сите во една кохезија и во една хармонична ситуација каде што би имале реална економија. Јас така мислам. Што мислиш ти за ова? Јас мислам дека постои уште еден начин на кој што се билдаат работи кои што се фиктивни вредности. На пример, моментално најбогат човек на светот Илон Маск. Илон Маск е најпознат по електричната кола Тесла. И самата компанија Тесла на берзата вреди многу повеќе од General Motors, од Volkswagen, од Mercedes и слични големи куќи кои што и по број на произведени возила, и по број на вработени, по број на се поголеми. Зошто е таков случај? Затоа што на берзата акциите по акција се многу повредни. Тоа е класично напумпување на вредноста, а таа вредност што ме толку напумпана може да биде испумпана. Односно, тоа е одличен начин како некој, јас и ти наивни ќе отидеме на берза да гледаме Тесла топ акции, ќе ги купиме и гледаме за 2 дена на Тесла акциите паднале, па пак скокнале и се чудиме што се случува. Затоа јас морам да потсетам на еден историски пример, за да додем до тоа што е вистинска вредност во случајот. Многу пати сум повторувал дека информацијата е невредната работа која што човек може да има, а информацијата ти добро знаеш затоа што се занимаваш со тоа, доаѓа преку едукација. Да. Значи, Ротшилд, оригиналниот Ротшилд, значи на почетокот во 19 век, имал своји шпиони на битката на Ватерлоо, битката помеѓу англичаните и Наполеон. И бил прв кој што го дознал исходот од битката, а исходот сите го знаеме дека Наполеон губи и дека англичаните победуваат. А неговиот конјаник доаѓа, значи,
со сета можна брзина која што во тоа време можел да се ја дозволи, доаѓа до Лондон, му јавува за исходот од битката и Ротшилд го пушта гласот на берзата во Лондон дека Наполеон е победник. И се она што значи англиски бергански акции паѓаат, буквално сета вредност паѓа. Што се случува? И Ротшилд самиот создава паника продавајќи одредени акции. Преку посредници од позади, истите тие акции, односно сите акции кои што паднале ги купува за ефтина цена. На крајот на денот доаѓаат гласниците и кажуваат дека Наполеон загубил, акциите се враќаат назад. Кој е собственик на акциите кои се враќаат назад со вредноста? Ротшилд. Значи информацијата е таа која што го има направено богат. Го има направено богат со шпекулација. Што значи тој не станал богат затоа што дал нешто добро, направил некаков производ, направил некаква придобивна што тука едноставно шпекулирал на берзанскиот пазар. Едно од, како да кажам, злата на модерното живење е самата таа берза која што буквално го има тој капацитет да ги дуе вредностите, како што се случи во 2008 година, нели се наду тој пазар на недвижности и одеднаш кога свати колкав балон е тоа, а балонот, сите оние што дувале балон знаат дека материјата е само по површината, внатре е само воздух, кога ќе го дупнеш, пулка и останува многу малку, тоа е тоа што се случува со берзите. И берзите се едни од најголемите генератори на таква измислена вредност. Вредност е, ако јас имам една книга, имам една книга. За да направам друга книга ми треба подеднакво толку хартија, ми треба печатарска машина, ми треба содржина и така натаму. Не можам јас туку така копи-пейст како на компјутер да ја направам другата книга или не знам, килокомпири. Морам да ги засадам тие килокомпири, па да помене процес, па да се и да создадеме реална вредност. И само тоа, додека не сватиме дека само тоа, кој што е на англиски како века tangible, нешто опипливо, само тоа е вредност. Се оно што е во балонот, само за спекулаторите донесува вредност, значи во моментот ако направиш нешто. Еве во контекст на криптопазарот, колку нови криптовалути излегуваат, и кога ќе го видиш на Binance се појава вака, оди нагоре, неколку минути оди надолу, тие што вложиле парите им ги снемало. Значи некој дошол фино лепо им рекол, ви веќе сега ќе бидете ограбени, вложувајте. И дечките вложуваат. Тоа е тоа, шпекулација. Па види сега, знаеш, на ова сега сакав да се надоврзам, значи кога ако погледнеме пред 5 години, топ 20 листа на криптовалути, пред 3 години и сега има огромна разлика, дури и некои од пред 5 години не ни постојат. Јас затоа и тоа зборувам. Јас се согласувам со тоа што го зборуваш, но меѓутоа најбитното што е тука, мора да се пратат фундаментите, како што рече, да има нешто вистинска реална вредност. Така. Кога има нешто реална вредност, тоа ќе опстане на пазарот. И ако тој пазар е воден на начин каде што е на децентрализиран начин, за да може луѓето да утврдат неговата реална вредност. Наместо некои ентитети да ги пумпаат цените на нешто што нема реална вредност. Така е, сега сакам да препорачам една книга, ако ми дозволиш, за ова може секако, да. Една книга и после аналогно на неја направен феноменален филм кој што сите го доживуваат како книга и како филм кој што е за Холокаустот. Ако се чита внимателно книгата, еве книгата, Шиндлерова листа, ова е одличен прирачник за економија. Сите оние кои што ги интересира, би сакал да посочам на две сцени. Една од сцените е кога Оскар Шиндлер оди во црква и тука има група на евреи кои што се состануваат во црквата за да прават, буквално се договараат што да продаваат на црн пазар. Во тоа време црниот пазар бил единствениот реален пазар, бидејќи во продавниците малте не немало ништо. И на еден од тие им викат, имаш убава кошула. Каде можем да најдем таква кошула? И му вика, па ова е многу скапа кошула. И Оскар му одговара, за добрите работи чинат пари.
Исто како што ги има нели сцените каде што ги подкупува сите можни нацистички лидери во градот за да може да си отвори фабриката. И ги подкупува со што? Со реални производи. Не им пушта пари, им пушта, не знам, конзерви, им пушта конјак, им пушта шампањ, на жените најлон чорап и такви работи, значи буквално ги има сите тие работи. Последната сцена, буквално пред крајот на филмот, пошто знаеме дека тој ги откупувал буквално, со тие безвредни пари што останале тогаш, ги откупувал евреите. Последната сцена е, значи, зема кесенце со дијаманти и тие дијаманти ќе му служат по патот за да може да плаќа со нив, затоа што тоа е единствена препознатлива вредност. Рајхсмарките веќе не вредат. Да. И се свестува дека има на реверот златен беч со нацистичка, со свастика. И вели, како не ми текна да го продаде ова, сега ќе откупев 20 луѓе повеќе со тоа. Да. Што е реална вредност? Златен беч. Да. Без разлика дали има свастика на него или не, тоа е реална вредност. Нешто што можеш да го размениш. Купиштата книги престанале да вредат, ама тоа останало да вреди. Така. Затоа велам, Шиндлерова листа, книгата и филмот, кој го мрзи да чита бидејќи книгата е поприлично дебела, кој се гледа филмот и да го наблюдува од економски аспект многу добри искуства и поинти можат да се изведат од филм. Мислам дека треба да се обработува на факултети по економија. Интересно, да. Кога сме веќе сега кај економија, ако имаш нешто да додадеш, повели, ако не, да одиме малку сега да видиме за теории на економијата и школи. Ајде, повели. Јас се ова, значи, сите овие работи што ги зборуваме, се е поврзано, можеби некој ќе мисли дека излагаме од контекст, но меѓутоа воопшто не сме излезени од контекст. Туку напротив, ние сме онаму каде што треба да бидеме, фокусот е за економијата, за парите и за реална вредност. Така да, со овие прашања се има занимавано многу школи во економијата, како што е најпознатата класична економија, неокласичната, исто така кензијанска школа, таа излага после ова голема депресија, затоа што тие сметаат дека треба државата да интервенира, што јас не се согласувам. Исто така многу позната австријска економија, австријска школа на економија, што јас лично сметам дека е најдобрата можеби школа од овие сите и ќе навлеземе и малку во тоа зошто. Па после имаме марксистичка школа на економија од Карл Маркс и од Енгелс, и таа што живеевме и видовме дека едноставно не е одржлива, затоа што таа се фокусира на централно уредување. Моментално таква економија што уште просперира, би рекол е во Кина, но меѓутоа таа е некако хибридна таму и затоа уште обстојува некако. Па после имаме школата на економската школа во Чикаго. Таа исто така ми се допаѓа нивниот пристап што е има доста сличности со австриската школа, затоа што тука се следи индивидуализмот, предприемнаштво, значи тие работи се многу битни, но меѓутоа тие во одредени ситуации дозволува мешање, интервенција на власта. И исто така имаме и многу други школи, економска школа на животна средина, има на развојна економија, на институционална економија и така натака, но меѓутоа овие беа побитни што ги спомнав. Но меѓутоа јас сакам да се задржам на ова што ја спомнав, економската школа, односно австриската економска школа. Зошто? Затоа што таа е многу слична со економијата на биткоин. Тие што учеле економија и што навлегле во ова да го учат, пошто повеќето што учат и не се запознаени за овие видови на школи, затоа што сепак тие се различни правци во економијата, а економијата си има и свој правци, учење на школи, како што е во филозофијата. Ти знаеш филозофија доста и следиш, така и во филозофијата имаме правци.
И така да овие школи што ги набројав имаат некои сосема различни погледи како треба да се води економијата. Јас пред малку спомнав кои се главни две работи, најглавни проблем како проблем на денешното општество, но меѓутоа има доста работи што австриската економска школа ги им дава еден поинаков поглед и верувам дека ако пример се применуваше барем ова австриска економска школа што е основател на оваа школа е Чарлс Менгер и така да ако тоа се практикуваше во многу држави мислам дека многу поинаква ќе беше крвната слика на економијата, за разлика од денес што гледаме рецесија, преходно висока инфлација и уште се бориме со висока инфлација. Интересно е кај австриската школа што две работи што се најглавни и најмногу се разликува од овие другите школи или од ова што го живееме денес. Прва најбитна работа е што кај австриската школа тие сметаат дека државата, централните власти, Централната банка не треба да се меша како економските пазари се одвива. Тоа што премалку кажавме и тоа што го зборувавме во теков на овој муавет. Значи поентата е ние да најдеме сами да одлучиме што колку вреди. За разлика од интервенција кај власта. Еве еден пример ќе кажам. Ние имавме во Македонија приметив која дојдов тазе од Гран Канарија лани, беше актуелно како владата интервенира во цените на некои производи. Левот, најтипично беше левот. Да, пример леб имаше за млеко, за јајца, најосновни производи. Тоа луѓето, пошто 99% луѓето и без разлика дали се учени, неучени, интелектуалци или не, 99% од населението е неписмено за економија. И тука е главниот проблем. Луѓето не разбираат дека некогаш некои работи што изгледаат за мнозинството на луѓе добро, што изгледаат позитивно, уствари не се добро и позитивно. Еве ова ќе го објаснам накратко, само еден пример ќе дадам со интервенција. Примерот, да речеме редовна цена е 50 денари. Иде инфлација, на инфлацијата да речеме дека млекото се кренало 100 денари. И сега што прави владата? И сега владата интервенира. Кај австриската економија, интервенција на владата тие викаат дека не смее да има. И јас се согласувам. И затоа е ценам ова филозофија, овој правец на економска школа. Сакам за овој пример да го објаснам. И сега, кога интервенира владата, да речеме владата ќе каже на сите производители на млеко, не смеете повеќе од 60 денари да имате на цена литар млеко. Но, меѓутоа, проблемот е тука што се нарушува самиот слободен пазар, се нарушува слободниот пазар. Зошто е ова негативно? Затоа што во тој случај, кога би имало такво поставување на цена, производителите тие што веќе произведува може да го намалат своето производство, затоа што не им се исплаќа на таа цена што владата им наметнува. И во тој случај се намалува производството на млеко. И кога тоа би се случило, нели знаеме дека економијата главни принципи се побарувачка и понуда. Так. И кога понудата ќе се намали, а побарувачката останува иста, во тој случај цената не може да стои замрзната. Фактички ќе има недостаток на храна. И затоа ние видовме многу пати во Европа празни полици. Зошто? Затоа што владите интервенираа. И тоа не може да се случува. Башка од нарушување на синџирна набава. Имаше ситуации кај нас што на одредени производители за да остане истата цена, а тие да продолжат со производство, им дава дополнителна субвенција. И сега пример ако на ова млеко што им дале владата можност да биде 60 денари максимум, и сега реално цената е 100 денари според пазарните услови, во тој случај таа разлика ќе треба владата да ја плати, а владата ја плаќа пак повторно преку нас. Секоја интервенција на владата прави еден бран на други работи што ќе се случат во општеството и во самите пазари. Значи го нарушува самиот слободен пазар. И токму затоа јас сметам и според австриската школа не треба да има никаква интервенција на владата на слободни пазари. Исто така многу битен круцијален момент кај австриска школа е децентрализација. Јас тоа многу пати го зборував и дури имав една ситуација каде што имав
интервју на една од телевизиите и новинарот упорно ме прашуваше зошто, Дарко, ти зборуваш за децентрализација, ние зборуваме за економија. Човекот не можеше да свати, затоа што децентрализација е една од главните столбови во австријска економија. Кога се остава економијата сама да се формира, пазарите сами да функционираат на децентрализиран начин, тогаш ние секогаш ќе имаме реална вредност за се што околу нас се случува. Значи, како што рековме, понуда побарувачка. Ако нешто помалку се произведува или тој извор на нешто за да се произведе го снемува, нормално дека цената ќе се качува и ќе дојде, значи, поместување на пазарот, ама на природен начин. Исто така предприемнаштво. Значи, многу е битно, ако ние како држава им даваме можност и им даваме, што викаме, ветер во грб на предприемачи, апсолутно дека предприемачите ќе дадат позитивен исход и во самата економија и дури за државата во форма на даноци или реинвест. Значи, и тоа е многу битно. Има и други, како теорија на субјективна вредност. Овие беа најбитните работи што сакав да ги насочам и сакав да ги спомнам овде во ова видео. Тоа накратко сакав да го објаснам. Има, извини вака за пришното однесување, има едно големо ама. И сега тоа големо ама продолжува од таму кај што застана ти. Значи, тоа што го зборуваш ти е одлична либертаријанска теорија која што во еден класичен капиталистички систем би требало да функционира. И предпоставувам дека функционирала теоретски или за некои луѓе во 19 век во Америка, кога се случувал оној процес наречен правобитна акумулација на капитал. Реалноста на денешницата е дека ние живееме во Европа и живееме во една Европа која што е во спрега со Америка, каде што ништо од тоа не постои. Европа, моделот на Европа е Европската Унија, а Европската Унија, нека ме поправат луѓето ако мислат поинаку, е Советски сојуз 2.0. Значи, втора верзија на Советски сојуз. Што значи тоа? Дека секоја земја членка плаќа, да речеме, 100 милиарди, 100 милиони, да не претераме, 100 милиони чланарина и преку различни грантови, преку различни проекти се враќаат назад 70 милиони. 30 мора да останат за гломазната бирократија што има Европската Унија. Со тоа што државата мора безусловно да ги даде 100 милиони. 70 милиони што се враќаат назад, се враќаат како условени проекти. Ке ти дадеме пари, ама ако направиш еколошки проект. Ке ти дадеме пари ако направиш индустрија 4.0. Ке ти дадеме пари ако е одржлив развој, ако имаш фотоволтаици и така натаму. Спротивно на тоа, големите светски магнати од типот на Рокфелер. Рокфелер својот бизнис го почнува со нафтата кога произведува керозин за ламбите на керозин со кои се осветлувале домовите во 19 век во Америка. Да. И сега, има една одлична серија, се вика The Man Who Made America, луѓето што ја направи Америка. Таму было објаснато дека при процесот на рафинирање на керозинот има еден нус производ кој што ние денеска го знаеме под името бензин. Ти тогаш немале што да го прават бензинот, немало практично потреба. Паметниот Рокфелер, Џон Ди Рокфелер, што направил го фрлал во реките. Можеш да замислиш која еколошка катастрофа намерно е предизвикана тогаш. Тоа било слободен пазар во кој што секој можел да прави што сака и цената која што се плаќала била небитна затоа што имало правобитна акумулација на капитал. Сега живееме во оваа реалност и Америка, особено оној демократскиот дел на Америка, кога велам демократски, мислам на демократската партија, оние што се лево ориентирани, Бајден и компанија, го фураат тоа додека онаа страната на републиканците на Трамп се уште одат на тоа дека мора, значи, правим да се билда економијата, а после се друго да се создава. И сега, зошто велам дека Европската Унија е Советски сојуз 2.0? Затоа што во Европската Унија кој не
не го знае ова, постои едно think tank друштво британско, се вика Fabian Society. Да. Fabian Society се ултрасоцијалисти, фундаменталисти социјалисти. Ако ви интересира кој размислува во стилот на Fabian Society во Македонија, Здравко Савевски, отидете на неговиот профил, ќе видите екосоцијалист. И значи ќе ви направи тапан главата дека сега ние сме пред климатска катастрофа само за тоа што нели јадеме говедско месо и слични работи. Така функционира сето тоа и мора да не примена да правиме одредени работи и избори, а сето тоа е затоа што таа врхушка кој што во 19 век фрлаше бензин во реките, сега малце се рафинираше и сваќа дека има технологија на располагање сите нас да не држи под контрола и сега ни измислува климатски кризи, ни измислува здравствени кризи, не знам што, и под изговор на сето тоа, што прави? Анихилација на се оно што на нас либертаријанците ни е драго, а тоа е нашите слободи и права, слободно да се изразуваме, да се надградуваме и економски да растеме. Тоа е тоа што се случува и затоа тој модел што го спомнуваш ти, таквите луѓе кои што се намоги во Европската унија, евробирократите го имаат ставено одамна адакта како опасен и секој кој што како нас го заговара сето тоа е малтене опасен. Да, ама види сега, јас само ова морав да те поправам. Значи, австриската школа во пракса, значи 100%, како што е таа намената, значи како што е напишена, 100% во пракса никаде не била. Значи тоа морам да те поправам тука кој што го спомна пред малку. Затоа што нема инаку по убедување, значи јас сум ги читал тие правци на економијата, многу добро ми е познато сите економски процеси како функционираат и кога ги споредуваме, во секоја една работа има позитивни и негативни работи, но меѓутоа за разлика од другите типови на учење на школи, овде има најмногу позитивни работи. Што е битно? Значи мора да има правила на игра. Како што рече ти, е фрлал тој нафтата во вода, така? Значи мора да има правила на игра за се. Како што има и во спортот, како што пример има правила што е офсайд, што е пенал, кога се добива фаул и така натака. Значи, кога се воспоставуваат ни такви главни, значи државата треба да ги постави условите и правилата на игра, но меѓутоа не да има интервенција. Јас за тоа зборувам. Австриската школа токму тоа презентира. Инаку јас по убедување што е поддржувам, значи овој тип, овој правец на австриската школа, исто така јас сум либертаријанец, затоа што многу е јасно дека индивидуалната слобода е најбитно нешто што постои. Сега, овие што ги спомнати комунизам 2.0, апсолутно си во право. И зошто? Затоа што тие сакаат на повеќе начини да наметнат една нова политика и да еве сега во последно време со промената на климата, со таа хистерија, буквално хистерија, значи, како да сега крајот на светот дојде одма секундарно, мада многу научници што не се мејнстрим, а научници испитувале, докажуваат дека воопшто не е така. И плюс, дури можеме да видиме студија на НАСА. Тоа е процес на земјината топка. Има и земјата свој процес, каде што оди во затоплување и каде што оди во лад. Сега тие го користат тој момент за да наметнат марксизам во светот. Кој што учел малку марксизам, знае кои се основите на марксизам. Карл Маркс се залагал за луѓето да не поседуваат никаков имот. Карл Маркс се залагал за да се да биде во рацете на државата. Тогаш, кај се слободите во една таква ситуација? И токму тоа сега во Европска унија се случува марксизам со некои си други примеси, што се многу опасни против слободите на човештвото. А технолошка надградба има на сето тоа. Значи, сега има технологија со која што може да се спроведе сето тоа. За разлика од спорона каде што мораше човечки фактор да интервенира, сега интервенира вештачка интелигенција многу посуптилно,
а од друга страна, прости ми што те прекинувам, од друга страна една работа на која што се потпира овој систем се две работи. Човечката глупавост и човечката мрзеливост. Јас се обложувам дека има многу луѓе кои што ќе прифатат минималец без работа, отколку неограничени можности со вложување на труд. Да, апсолутно се согласувам. Јас веќе имав такво искуство. Наши пријатели веќе од Англија, пошто веќе во Англија тоа го воспоставија, ни се јавија среќни, задоволни затоа што ќе имале социјалка за сите. Инаку популарно универзален приход. Нели зборувавме во претходното видео кај тебе? И така да, значи, за се што се случува, за тие да можат да си воспостават одредени политики и да ги наметнат на населението, мора да има стапица во некаква форма. И затоа и ти видеото го нарече универзален приход како стапица за глувци. Апсолутно, затоа што така е. Кога ги гледаме тие работи, значи како ќе го намамиме глушецот да дојде на стапицата, ќе му дадеме храна. Така е, истиот принцип е сега. Истиот принцип, нема разлика. И прво, акомодација. Сите се акомодирани на начинот на кој што го живеат. Мада тој начин што го живеат е тотално погрешен, али тоа во друго видео ќе зборуваме. Тоа е една работа, акомодација. Втора работа, некако на сите им стана тешко да учат. На сите им стана тешко нешто да истражуваат. Едноставно сакаат да се акомодираат и да следат безвезни статистики и да следат луѓе што немаат никакво знаење, никаква информација што не може да им пренесат, како Ким Кардашијан пример. Мислам, сваќаш. Затоа ние идеме во една бездна, општеството иде во една бездна и затоа ние сега како општество сите ќе бидеме поробени со ова дигитална валута на Централна банка. А кога сме тука, јас би сакал и тука да навлеземе сега во нивната фаза. Како сакаат тие да го поробат човештвото. И едноставно тие сакаат да не ги одземат и последните тие малку права и слободи што ги имаме, тие сакаат да ги одземат и најпоследното што можеме ние како да правиме размена како луѓе со тие фиат валути, ама книжни, значи кеш, сега сакаат и кешот да го земат. Добро, има позитивни примери. Еве денес го споделив тој линк со тебе каде што во Австрија се предлага закон со кој што минималното количество на кеш треба да биде загарантирано, односно дека постоењето на кешот треба да биде со закон заштитено како начин на независно разменување на добри услуги. Затоа што и тука во Италија имаше проблем околу тоа колкав праг ќе биде на употребата на кешот, значи колку кеш може да се употребува во трансакции. И Матео Салвини, претпоставам сите го знаат во Македонија, каже една многу паметна и многу логична работа. Вика, ако јас отидам на банкомат и извадам 10.000 евра, мој од моја сметка, заработени легално, и после ги употребувам во системот, кај е проблемот тука? Да. А од друга страна, ако имам 50 евра од продадена дрога, тогаш имаме проблем, затоа што е криминал. Да. Но меѓутоа централистите токму тоа го наметнуваат. Прво со ковидот го наметнува дека наводно вирусот баш на парите се лепел, баш на парите од се што правија, а заборавајќи дека на маската што ја носеа по 12 часа во денот, дека повеќе вируси тука има на маската, пошто е изложена. Прво вика за тоа, за парите, дека тие пренесувале вирусот. И сега втората хистерија е дека ако наводно ти како индивидуалец имаш кеш, значи ти си одма криминалец. Така. Сега јас не знам ова банкнота дали е од времето на Вариола Вера, веројатно е, и имам и некои постари. Да, најверојатно. Веројатно има вирус од Вариола Вера. Да, јас го знам. Значи, толку е нелогично. Значи, сега, веројатно, наредна работа што ќе слушнете за мене дека сум заразен од Вариола Вера, затоа што ги допирам овие банкноти од пред многу децени. Значи, ова 81-а, значи една година помлада од мене банкнотата, значи,
Тоа се такви тешки глупости. И сега, она што би сакал да го финализираме тука мојавето, Дарко, е биткоин, како се спојува тука. Еве, ќе бидам малце провокативен. Сатоши Накамото да го извади биткоин, да го направи децентрализиран, да го направи со ограничен supply, нели? Да го направи таков како што е, да го замисли како дигитален кеш, всушност е, а всушност после тоа дури да се трансформира во дигитално злато, значи чекор потоа, никој да не знае кај е Сатоши Накамото, FBI и CIA и да не му се натрагата, и исто време да функционира. Ајде сега малце така од провокативно до практично да стигнеме. Ти си повеќе упатен во се во ова, значи би сакал тука да разговараме. Таа централизирана структура во општеството, централизираноста е штетна. Не може едно општество да оди во прогрес кога има централизираност. Значи, прво од тука. Сега, таа централизираност на одреден начин биткоин помага да се реши. Не може биткоин се да промени, не може да смени, но меѓутоа, еве сега имаме отприлика некаде последните статистики се дека имаме околу 420 милиони луѓе корисници на криптовалути. Пред 8 месеци кога ја пишував книгата Фундаменти на криптоиндустријата беа 300 милиони. А пред да почнеш да ја пишуваш беа 200, така? Па да. Така некако. Година и пол пред тоа, пред да ја пишувам книгата, беа неге 130 милиони. Поентата е што ова што се случи, ова чудо, биткоин, без разлика кој е Сатоши Накамото, дали е тој некој ентитет од друга планета, дали е ентитет... Не е од друга планета, сигурно. Пример си правиме ове, дали е од друга планета, дали е од тука, дали е организација, дали е човек поединец, небитно. На крајот на денот не е тоа битно. Тоа сакав да ти кажам. Како што ние сите можеме сега да претпоставуваме што како концепт, што е Господ, што е креирал ова убавина, ова природа. И можеме да шпекулираме кој е, каков е, дали изгледа некако или не изгледа, дали има форма, нема форма. Се можеме да шпекулираме. Така и во ова приказна. Ние можеме да си шпекулираме, но меѓутоа на крајот на денот тоа не е битно. Тоа е исто како сега, пример, да одиме сега јас и ти и да изградиме еден величествен парк каде што сите луѓе можат да го користат во одреден град, пример. Така, значи тоа ќе биде едно добро, општествено добро за сите да може да го користат. Така и биткоин. Значи биткоин прво за сите да прецизираме се креира како одраз на крашот во 2008 година. А крашот на 2008 година, јас и ти зборувавме, кај тебе на каналот, јас бев гостин, и тогаш зборувавме зошто се случи крашот, нема да навлагаме. Значи, накратко, затоа што централистите со недомаќинско работење, со испуштање на фиат валути, нон-стоп, значи без покритие, дојде се случи тој краш. Тој беше рефлексија и одговор на тоа централистичко уредување. Затоа јас австријска економија сега пред малку ја зборував и затоа јас и ти ги дискутираме овие работи за да ги поврзиме сите овие работи. Зошто не зборуваме за други криптовалути? Затоа што другите криптовалути, сите останати криптовалути имаат одреден степен на централизираност. Разликата е што некој има многу, некој помалку има степен на централизираност. Освен биткоин. Затоа што намената на биткоин беше токму спротивност на централизираност, туку да се даде чиста децентрализирана економија, што ќе се базира на понуда на побарувачка. Прва работа, значи децентрализираност што ја спомнавме. Втора работа, децентрализираност во начин на функционирање. Ние прв пат како човештво, од праисториско време кога правевме размена, нашите предци која правеа размена стоки и услуги, така, ние прв пат сега имаме ситуација каде што можеме ние истата таа размена да ја правиме со биткоин. Без никаква интервенција, без никакво мешање, од никаква структура. Да можеме тоа да го правиме на чист природен начин меѓу нас. И вредноста на биткоин ние да му ја дадеме.
после 2021 година, кога имаше еден булран, централистите буквално се исплашија. ММФ имаше стотина извештаи, сите централни банки има извештаи како биткоин е лош. До вчера, така условно кажано, до вчера и BlackRock, Лари Финк, кажуваше дека биткоин служи само за криминалци. Сега Лари Финк наеднаш го смени својот мајндсет. Што мислиш зашто го смени? Затоа што Лари Финк е добар дечко? Не. Затоа што Лари Финк следи што луѓето следат, што луѓето сакаат. Биткоин на почетоците од после излагањето на валутата во 2009 година, 2008 ноември беше white paperот, белата книга на Сатоши Накамото, во 2009 излага. Во тој период единствено многу мал дел на луѓе беа инволвирани, затоа што тие беа фактички некои што работеа на биткоин и нивни познаници и во кругот нивни. И тој круг почна да се шири. После тоа навлего економисти, луѓе што разбират економија. Како јас лично што разбирам економија. Зошто? Јас економијата мене не ми е нешто што јас го учам сега, Владко. Јас економија знам од дете. Зошто јас не отидов на економски факултет и да бидам економист? Затоа што не гледав поента во тоа. Не гледам поента во централизиран систем во Fiat Ponzi шема. Јас поентата прв пат во животот е видов кога научив за блокчейн, кога научив за биткоин. Тогаш видов поентата. И едноставно ова ми се случи како симбиоза од преходното мое знаење на економија. Но меѓутоа, како што рековме, главната работа е децентрализираност и слободен пазар. Тоа биткоин го дава. И затоа е биткоин многу поседен. Такви револуции како што е биткоин доаѓаат во моменти кога буквално се наоѓаме на расчекор, значи цивилизацијски расчекор. Моментално се наоѓаме на таков еден цивилизацијски премин, што ако ги немаме овие мостови како што е биткоин, буквално реката е толку голема и толку надојдена што ќе не однесе. Ќе не однесе ако ги немаме нив. Да. Затоа што годината што измина, значи зборуваме за 2022 година, не за 2023 во која што сме, беше толку надојдена река, во која што претпоставувам секој кој што сериозно размислувал и осеќал водата овде како затоа што беше тешка година. Во секој поглед. Само наивни мислат дека, знаеш, јас и ти седиме тука и разговараме за апстрактни прашања. Тие се неглавните прашања, затоа што во суштина ние луѓето на крајот на денот сме животни, ако ги немаме основните потреби подмирено, се она што го имаме како апстракција, како култура, како знаење, како фини работи, музика, литература, социјален живот, сето тоа паѓа во вода. Затоа, ги имаме овие мостови, меѓу кои што моментално конкретно зборуваме за биткоин, мостови кои што ни помагаат во овој мрачен период да ја преминеме надојдената река, а да не однесе исто време. Значи, овака, наедноставно кажано, без да навлегувам во техникали за кои што верувам луѓето кои што доаѓаат на оние твои предавања, на твои курсови што ги држиш, можат малце повеќе да навлезат во тие техникали и да се соочат со истите сознања со кои што сме соочени јас и ти, кои што се обидуваме цело време да ги покажеме на повеќе луѓе, да зборуваме за тие работи, затоа што дури и просечниот човек кој што се интересира за криптовалути го има менталитетот како кога влегува во кладилница. Да. Тој менталитет е додаваш повеќе вода на матната река, значи да. Не е од корист. Затоа ти убаво правиш, затоа што покрај целата работа што има покрај сето знаење, го споделуваш тоа знаење, правиш одлични семинари, одлични предавања и тие се навистина голема реткост. Јас мислам дека има огромна заедница во Македонија за крипто, ама верувај ми, си во овој период, значи знаеш дека имаме искуство и со интервјуа и со слични работи, малку се луѓето кои што систематично работат, се информираат и предаваат знаење како што го правиш ти, без потреба да ти ласка. Да, за жал така е, апсолутно си во право.
Јас сакав ова да го додам. Од моје искуство, јас досега веќе на курсевите на Крипто Академијата имав негде горе-долу над 100 луѓе, студенти што дојдоа на крипто работните групи. И поголемиот дел од нив не знаеа ништо ниту за економија, а камоли за крипто. Слушнале, се заинтересирале, сакале да пробаат. Имаше и дел што знаеа, па со тек на време кога видоа како се учи, на кој начин, значи школски систем, онака како што правам, како што е базиран на книгата, тогаш сватија дека многу повеќе има да научат за да сватат како уствари функционира цел крипто свет. Дека не, што викаме народски, не е се што лета се јаде. Но меѓутоа, јас што сватив од ова работа? Јас сватив дека не постои глупав човек. Сметам дека глупав човек е само оној што не сака да слуша. Само тој е глупав човек. Секој еден што малку ќе има интерес за било која тема да ја научи, може да ја научи. И тоа исто така го заклучив со ова искуство што го правам. Значи, на многу луѓе перспективата прво за пари им се смени перспективата за системот каде што живееме, како е овој систем централизиран, значи е сватија поентата, сватија како функционира, исто така научија и за криптовалути. Јас им велам дека криптовалутите фактички ќе ви дојдат како бонус, а не само како главен курс. Затоа што поентата е да се разбере како функционира оваа економија. За некој да го разбере, Владко, биткоин, мора да има основно познавање на економија. Не може човек да го разбере биткоин ако нема ниту основно познавање на економија. Јас не велам да бидеме економисти сите, далеку од тоа. Но меѓутоа да знаеме што е фиат валути, што е кеш, како се движи оваа економија, што прави владата, што прави централна влада, од кај излагат овие фиат валути, дека излагат од воздух. Да знаеме дека банките всушност немаат пари. Значи, тие се основни работи. Не виде, во 2 реченици ја имам пишано што се пари, што е фиат валути. Нема потреба да ја тупиме. Веќе имавме ние и имаме уште друга форма на пари. Злато, сребро. Тие секогаш ќе бидат пари. И секогаш ќе вредат понатака. Но, јас не можам сега тебе да ти платам во злато, Владко. Затоа што ти си во Италија. Јас сум во Македонија моментално. Не можам да ти платам во злато. Овај проблем го решава биткоин. Сакам сите да разберат, не е случајно што го правиме ова видео и овој подкаст за биткоин, воопшто не е случајно. Инаку воспротивно ќе правевме сега подкаст за Solana или за XRP или за Dogecoin или за Shiba. Не е случајно што го правиме за биткоин, затоа што замисли да имаш твојот имот, што го имаш, замисли тој имот да биде во дигитална форма, каде што никој не може да го пробие, никој не може да ти го одземе, ниту владата. Затоа што ако, пример сега, купуваш куќа, така, да речеме дека си многу среќен и дека си ја купил во кеш. Малкумина луѓе тоа може да си го дозволат денешно време. Но меѓутоа, ако не плаќаш данок на државата, на централистите, за нешто што веќе си го купил и си платил данок при купување, ако не плаќаш данок, таа куќа државата ќе ти ја одземе. Всушност, поседувањето на куќата не е поседување, трајно поседување, туку јас го нарекувам повластена кирија. Да. Дури и они кои што имаат куќи, значи кои што се на тлото, тлото е, значи поседувањето на тлото е до одредена длабочина, понатаму е на државата. Да. Сега да замислиме дека ние можеме тој имот да го имаме само со меморирање на 12 зборчини во независен паричник, да го чуваме тој биткоин. Или колку и да се биткоини, или фрагмент од биткоин, сатоши, без разлика колку се. Но меѓутоа, која е таа моќност да си ти во тотална контрола? Тотална контрола каде што никој жив не може, таа тотална контрола не може тоа што го имаш да ти го одземе на никаков начин. Ако ова не е светло во тунелот, јас не знам што е. Тоа е апсолутно светло во тунелот и сега многу пати од некај што се со катастрофалните идеи како дека како снема струја што правиме,
Ако снема струја, целосното човештво ќе се врати во камено доба, така што биткоинот ќе биде најмалце важен. Да. Ќе снема здравствена заштита, ќе снема сообраќај, ќе снема авиони, ќе снема дистрибуција на храна, ќе снема дистрибуција на гориво, што значи ќе нема и сообраќај, така што ако снема струја, ќе биде сериозен проблем. Што значи биткоинот како последица ќе биде последен од проблемите. Сега зборуваме за тоа дека овој свет треба функционално да продолжи да екзистира, значи со интернет и со се. Во тој свет биткоинот е, како што кажете, светло на крајот на тунелот. Така е. Дали имаш нешто друго да додадеш, Владко, за овој наш прв подкаст за биткоин? Јас имам само да додадам дека треба да ги правиме почесто, треба да разговараме почесто, да се обидеме со технологијава да ги направиме можни да бидат во живо, што значи да биде со интеракција од публиката и за сега би било тоа. Значи јас ќе препорачам на сите оние кои што ќе го гледаат ова да стават subscribe на каналот, конкретно во случајов на твојот, затоа што тоа е многу важна работа. Зборуваме нели за алгоритми, тие алгоритми што повеќе луѓе ги гледаат, толку повеќе се шират, што значи не бараме пари, не бараме ништо, бараме едно кликање со глувчето или со прстот на мобилен телефон, кое што е апсолутно бесплатно, а оние кои што не следат и не поддржуваат, споделувањето ќе биде од огромна корист исто така. Значи тоа е мојата крајна цел, мојата крајна порака. Мислам дека за денес кажавме дури премногу. Да оставиме нешто и простор за следното видео. Така, очекуваме сугестии за што би сакале да разговараме. Јас сум тука достапен за најразлични теми, како што знаеш ти, исто и ти, и овие теми се неисцрпни, можеме да разговараме до утре сабајле, ама да не бидеме премногу заморни, мислам дека овде можеме да застанеме. Апсолутно, така е. Владко, ти благодарам за твоето гостување во Токен Падок Македонија. Ми беше задоволство. И им благодарам на сите што не следат и што ќе не следат понатаму. И исто така сакав да им најавам на другите дека ова е само прво серијал видеа што ќе ги правиме за биткоин. Исто така ќе дискутираме и во наредното видео, ќе имаме уште еден подкаст со Владко и ќе дискутираме за другите можности на биткоин и од сите аспекти, почувајќи од аспект на економија, аспект на филозофија и како начин на живење. Поздрав до Токен Падок заедницата и се гледаме во наредното видео.